Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели, добре дојдовте во првата емисија на македонски јазик на брановите на Радио Слободна Европа. Од денеска ќе можете да не слушате во 3 15-минутни емисии вести, и тоа секој ден преку програмата на Радио Канал 77. Се појавија и шпекулации за тоа кој би можело најмногу да добие од сегашната безбедност. Почнавме на 1 септември 2001 година. Вестите се менува, довербата се зголемуваше. Ќерка ми отвара страницата на Радио Слободна Европа и исклучиво само нив му верува. Слушам Радио Слободна Европа, но повеќе го партам нивниот веб портал и мислам дека известуваат прилично реално за сега. И секој утро ги слушам вестите на Радио Слободна Европа. Повеќе од 14.000 радиоемисии, над 400 телевизиски интервјуа, илјадници политичари, аналитичари, експерти, обични луѓе. 10 години Радио Слободна Европа, радио со доверба. Very personalized, very vindictive, for no reasons at all. Според нив, а и според мене и според Социјалдемократскиот сојуз, ова влада има капацитет. Што за такви географски одредници имаме примери во светот. Радио Слободна Европа на македонски јазик. 10 години на местото на настанок. Гримите вендит на НАТО, башкимин европјан. О Македонијо, едно име имаме во душава го носиме, за тебе живо жаваме, о Македонијо. Прават обиди да се наметнуваат или промовираат решенија кои имаат грчки дизајн за македонското национално име. 10 години Радио Слободна Европа на македонски јазик. 10 години мисија за промоција на универзалните вредности, демократизација, економски реформи, човекови права, владење на правото меѓу етнички односи, битка против корупцијата, евроатлантски интеграции. 10 години Радио Слободна Европа на македонски јазик. 10 години за етничка работа на македонци и албанци во Скопје и во Прага. Имав можност да соработувам со Радио Слободна Европа и како министер, и како политичар, и кога бевме политичка партија во опозиција и политичка партија на власт, и можам да кажам дека е еден од медиумите кои секогаш се трудеа да имаат еден балансиран пристап и да известуваат благовремено, објективно. Со Радиото Слободна Европа соработувам веќе долги години и мислам дека представуваше освежување на медиумскиот простор. Почна скромно и ненаметливо, меѓутоа се издвои од останатите и со својата професионалност и со својата отвореност да дискутира со сите политички фактори во Македонија и со модерниот пристап да каже дека сите пораки мора да се испратат кратко, јасно и прецизно. Честитки за декадата на постоење. Тоа само по себе е многу интересно во околности во кои стварно згаснуваат и сериозни и несериозни медиуми. И мислам дека може да бидете горди на оно што е сработено во последните 10 години од ваша страна. Го ценам затоа што не е радио кое прави интервјуа исклучиво со политичари кои се на власта, не е радио кое во пракса има додворувачка уредничка политика. Че покажувате една извонредна активност која е толку потребна и конзистентност која е толку потребна во Македонија, каде што печатот е многу често жртва на политички апетити на разни центри на моќ и секогаш велам фала Богу што имаме еден отворен прозорец, постојано тука да се зборува и преку него да се обидуваме да стасаме до вистината за нашето живење политичко, како во Македонија, така и надвор.
Во изминатава деценија стекнавме доверба и кај публиката и кај останатите медиуми. Македонските медиуми речиси секојдневно не цитираат. 10 години Радио Слободна Европа на македонски јазик. 10 години доверба. Радио Слободна Европа, радио со доверба.